од GPRS системот и ДДВ пријавите, значи другите податоци од УЈП, и констатираме дека на терен има навистина пропусти. Не се само овие 4000 контроли во кои што секоја четврта контрола или 25% од контролите завршија со констатација за неиздавање на фискални сметки, односно неевидентиран промет. Сите овие активности кои што ги спроведовме, разновидни, покажуваат состојби еве вакви, например. Фискални уреди кои што не се наоѓаат на адресата на која што се регистрирани. Фискални уреди кои што немаат печат на лепница од овластен сервисер. Понатаму забележуваме појави на несоодветно евидентирање на прометот во смисла на примена на даночната стапка. Например, се применува нулта стапка наместо да се оданочи прометот, или се применува повластената стапка 5% наместо општата даночна стапка. Има неуплата на дневниот пазар во банка. Постои, значи, непренесување на прометот што е евидентиран во фискалните каси, не се пренесува во ДДВ пријавите. Постојат ризични образци на однесување кои од самите податоци од GPRS системот се гледаат дека има малопродажни локали, гостителски објекти кои континуирано пријавуваат мал промет, 1000 денари секој ден, или континуирано идентичен промет. Значи, тоа е појава која што не влече корени од сега, таа појава влече корени од минатото, меѓутоа ние сега излеговме транспарентно со укажување на тоа што се случува и какви се последиците од ова. Последиците се и за буџетот во делот на приходите, последиците се за целата економија во делот на нелојалната конкуренција.